Најголемите македонски акционери зад себе оставаат уште една успешна година, откако на нивните сметки завршија дивиденди со зашематувачки суми. Прв на листата кои ја пишуваат историјата на македонската корпоративна приказна е Живко Мукаетов, првиот човек на Алкалоид и човекот за кого се вели дека ја води најуспешната производствена компанија. За Алкалоид велат дека работи речиси идеално во овие услови, но и дека неговите акции се цврсти како бетон. Од тука, компанијата по основ дивиденда годинава дели повеќе од 7 милиони евра, а Мукаетов како најголем акционер на својата лична сметка става точно 647.000 евра. Веднаш зад Мукаетов е Доне Таневски, кој е најголем акционер на хотелиерската компанија Македонија Турист. Таневски од ланската заработувачка ќе добие 294.000 евра. Сестрата и братот Туџарови, Славица и Иван, се најголеми физички лица, акционери во Реплек, што на нив им донесе 183 на сестрата, односно 177.000 евра на братот. Вториот најголем акционер во Македонија Турист е Сонја Бибановска, која ќе добие 169.000, а третиот, познатиот текстописец Григор Копров, 69.000 евра. Водењето низ овие бројки кои се вистинско големо богатство за момент подзастанува кај веќе култното менаџерско име Андреј Јосифовски. За што станува збор? Слушнете добро. Имено Јосифовски е менаџер на гигантот Макпетрол, но и најголем акционер во транспортната фирма Оилко, чиј пак најголем клиент е Макпетрол. Со други зборови, успешниот како менаџер на Макпетрол, Јосифовски си обезбедува сам на себе работа за другата фирма, зашто на крај добива 143.000 легални евра за една година. Од останатите кои вниманието го привлекуваат со поголеми суми се и Ивана и Зоран Милковски. Акционерскиот статус на нив им донесе по 104.000 евра дивиденда за само 12 месеци. Освен што на своите сметки ќе доградат по 100.000 евра од озгора, некои од овие акционери ги сврзува и нешто друго. Сите се деца на бивши директори на истите фирми. Во случајов, тоа се Живко Мукаетов, син на Трајче Мукаетов, Славица и Иван, деца на Душко Туџаров, Ивана и Зоран Милковски, деца на Страшо Милковски и така натаму.